Пред да летам со параглайдери, летав одводно со змаеви и заклучив дека станав мрзлив. Го носев змајот со возило горе и реков ми треба нешто што ќе може да планинарам нагоре и да се спуштам. И така почна параглайдерството. Секогаш имам желба да направам нешто што е пред мене, го правам, го тренирам, додека не го направам колку што може посовршено. Јас сум Мендо Велјановски, ама никој не е совршен. Со BMX сум активен, скоро секој ден тренирам. Моето мото е не се трудам да ја постигнам целта затоа што таа е многу далеко и секогаш ја замислувам да не биде достижна, туку патот кон целта ме привлекува, учењето, методите, како реагира мозокот, како совршено може да изреагира кога ќе му поставиш добра задача и предизвик. Само да има динамика, значи да има акробатика во тоа и да има на некој начин уметност, значи нешто да создаваш, да креираш, да се прават, да се испитуваат нови фигури. Змејарство почнав некаде на 28, а со акробатско летање почнав на 47. А со параглайдерство само се надоврзав, значи крајот на 80-тите години почнав и со параглайдер да се спуштам, затоа што живеам одма подводно во Козлец и слетував блиску до куќата. По едно време нормално почнав да се интересирам, да фаќам струења, да се кревам високо, да правам прелети, некако сватив дека ме привлекува повеќе акробатското летање. Почнав со тоа, направив неколку рекорди. Отидов во Австралија кога најмногу тренирав, тоест одев 7 години поред, додека кај нас беше зима, таму беше лето, таму тренирав и патем и направив неколку рекорди. Еден за Гинисова книга на рекорди со уште 120 пилоти. Направивме за 8 дена прелети со параглайдери околу 60.000 километри. 1,5 пат повеќе околу земјата. Направив и рекорд во Австралија исто. Бев првиот човек што скокна со параглайдер од балон и од парамотор на најисточната точка на Австралија. Човек што се плаши, и треба да се плаши, мора да најде добри методи за постепен тренинг. Мене толку ми се изведначени спортовите што повеќе се плашам на улица. Да не ме згазне нешто, да не налета некој. Бар во овие спортови што се занимавам, ги нарекуваат индивидуални спортови, затоа што зависи од мене се. А ако зависи се од мене, значи може да се подготвам и се да направам толку постепено и тренирано да биде, за да сум во што помала опасност. На почеток бев сам. Обично секоја почнувам, кога ќе викнам некој да ми се придружи, обично вели, па опасно е ова, да видиме како ќе биде, па после. И ништо, јас видов како ќе биде, после се придружија и другите. И среќен сум сега што многу се разви, во Македонија имаме познати терени во цел свет и целта што ми беше прва, да го популаризирам во Македонија, ми успеа. Тоа ми е најважна сатисфакција.